Добар ден, почитувани гледачи! Денеска имавме едно авантуристичко патување од Алфа телевизија кога тргнавме, пристигнавме во селото Самоков. На покана од Сдруженијето на жени Мајка традиција од Прилеп, да го посетиме домот за стари лица сувенир во Самоков. Тука се наоѓаме во прекрасна, недопрена природа, еколошка средина. Во моментот се наоѓаме и кујната ни е сместена покрај двете реки, Ковачка и Бенечка река се спојуваат и течат овде. Тука до нас е веднаш и домот, каде што старите изнемоштени лица уживаат, токму едноставно си го продолжуваат животот. А ние денеска сме нивни гости. Со Мајка традиција имаме долгогодишна соработка и така на многу значајни моменти ние знаеме вкусот на традицијата и тие заедно да се споиме. Во емисијата денеска ни е гостинка, господјата Шекеринка, или позната меѓу членовите и во... Како Шеки? Шеки. Шеки, господја Шеки, добре ни дојдовте во емисијата. Добре најдов. Дојдовме овдека за да снимиме нешто, да прикажеме за вашата телевизија. И за вкусот на традицијата. Колку години си членка на Мајка традиција? 18 години. 18 години. Значи ти си една од најстарите членови на Мајка традиција. Што значи да се биде член? Воедно искористувам и можноста да ја поздравиме и тетка Љубица, која што е председателка и основач на Сдруженијето Мајка традиција. Што значи да се биде член на Мајка традиција? Тоа е многу мислам, таа е организација на жени пензионерки од Прилеп и си патуваме, патуваме, посетуваме манастирија, вака, посетуваме домови за стари лица, им помагате. Да, денеска сме дојдени во сувенир да го посетиме манастирот. Така. Да, и домо за стари лица. Инаку вие заеднички се организирате за сите празници, заедно ги прославувате, си ја негувате традицијата, се супер. За денешната емисија, што одлучи ти да ни направиш да споделиме со нашите гледачи? Денеска одлучив да месам, да сучам кора. Кората се вика рибица. Рибица, значи, за вас специјално, драги гледачи, денеска Шеки ќе направи рибица. Тоа е специјалитет од вашиот крај? Да, од нашиот крај и чусто од Прилеп и од Кумановскиот крај, пошто јас сум од таде. Ова рибица од Кумановскиот крај. Браво, тоа ми се допаѓа дека и јас сум од таде. И таму ја сучиме обично за прочка. За прочка правите рибица? Да, правиме рибица, правиме мекици и иди зето кај бабата на прочка. И тогаш да му ги прости гревовите на зетот. И после и колбаси се пржа и јајца се вара и се амка јајцето. За прочка. Море за зетот колку богато и колбаси на зетот ќе му дадете. И бара прочка од бабата и од дедот. Ете така, твојот зет бара ли прочка? Бара, мојот скопјанец не знаеше, ама го научив. Тоа е важно. Ајде да видиме за една рибица што се ни е потребно да приготвиме на трпезата пред да почнеме со работа. Ни треба кило брашно. Кило брашно. Да, едно филџанче масло. Едно филџанче масло. Едно лајче. Филџанот за кафе или голем филџан? Мал филџан. Мал, 1,5 децилитар. 4 лајци. Така, колку вода треба? Вода треба 500 грама. За 500 милилитри, пола литар вода. Пола литар, да. Добро, друго? И 2 јајца. 2 јајца? Да. Колку изварка? Изварка околу 400 грама. 400 грама изварка? Да.
Брашно екстра ни треба за посипување. Да, и малце царевно брашно му ставам на крајот за да се исучи кората поголема. Така, значи имајте 5-6 лажици царевно брашно, 5-6 лажици обично брашно. Ке ни треба сол, шекер и квасец. И пола коцка квасец за оваа доза. Повели шеки сега да видиме како ти тоа ќе го направиш. Ајде се. Значи во брашното ставаме... Да, ставаме квасец. Пола коцка квасец. Така. Ставаме едно лајче шекер. Тоа е измерен е шекерот. Да, измерено е шекерот. Сега едно лајче. Па ова можеш да го отвориш. Така, ние сме сега во природа. Да, во природа. Во прекрасна шума овде. Едно лајче сол. Ете така. И сега можеме масло да клаиме. Треба масло, ќе треба едно филџанче. Ама 4 лајци ќе ставиме. Едно филџанче да. За тестото, но треба 2 децилитри масло, затоа што ќе треба да се брскаат корите. Да. Ете така. Ова ќе го ставиме за прскање на корите. Добро. Сега водата ќе си... Да, вода ќе си сипаш ти и ќе си месиш на тарунот. Вода од прилика ќе си става. Од прилика. Од прилика, пошто... Ајде. Брашното не знам колку ќе го пие. Да, ете така. Они си донесе од прилепи тарун, за да си месат на тарунот. Колку кори ќе извадиш од ова? Па мислам 5-6 јајцата да ги скашам. Јајцата, 2 јајца? Едно јајце. Едно јајце. Едно јајце оди во тестото и едно со изварката. Со изварката. Добро. Така. Колку време ќе го ставиме тестото да одмори? Па 5 до 10 минути, толку за да се одмори. Добро. Сега ми треба малце брашно. Брашненце. Ова не ми треба појка. Дај го наваму, јас да го кренам. Тука имаме, колку сакаш место имаме. Да. Ето така. Добро. Така го размесуваш, го влечеш тестото? Да, за да се убаво изработи. Аха. Да. Гледаш, секоја жена си има своја мајсторија. Да. Значи убаво да се измеси тестото. Да. Тврдо тесто. Тоа одстоењето малце ќе се омекне. Така ќе се омекне и продолжуваме со работа. Да. Јас сега ова тесто ќе го поделам на 4 ѓузлемиња. Ѓузлемиња, 4 ѓузлемиња. 4 ѓузлемиња, да. Уште малце да го подизмесам, да. Мислам дека убаво е измесено. Одлично е. Како мас го направи. Да. Јас, Адријана, од 8 години сучам. Од 8 години? 8 години сучам. Имав една стрина, многу танко сучеше. А мајка ми многу подебело сучеше кори. И се реко, зошто да не се научам јас да сучам танки кори. И тенко и дебело. И однезе се научив да ги сучам танки кори. Да, супер. Одлично. Сега ќе поделиме, ќе гледаме. На 4. Да. Така е. Како рече се вика тие 4? Ѓузлемиња. Ѓузлемиња. Да. Добро. Значи на пола, па на 4
И Да, се од нив да. правиш кравајчиња. Да, 4 ѓузлемиња. И тогаш ги оставаме 10 минути да 10 минути да постојат. одморат. Да. Добро. И ќе ги покриеме со еден чаршаф. Да. Добро. Крпа има онаму во најлончето. Да, ќе ја Ѓузна, земеме да. крпата. Да. Ти само измеси Да. ги. Мила ни е тука, нашата главна асистентка, ќе ни даде крпа. Да. Така. Фала ти. Дај го ова наваму. Се стиска. Се джитлајме во тој тањер тука. Ајде. Да. А после во ова ќе го направиме и филот. Да. Значи стави ги ти сега Чекај се малце масленица. масленица да им ставиш. Да, малце Добро. дозгора. Да Така. не се суша. Ќе собери. Ја мисле во караванчето ги дај, нема добро. Стави ги тука. Леле ми па. Ова ќе биде посебно убава рибица затоа што во таков амбиент Да. снимаме. Ја стави таму се. Во природа. Покри. Ете така. Вака. Ајде, нека одмора 10 минути, а вие, драги гледачи, останете со вкусот на традицијата. Се гледаме кога ќе одмори тесното. Еве, драги гледачи, поминаа 10 минути и машала ѓозлемињата Ѓузлемињата се одмориле и се почнуваме надошле, да се сучиме. одмориле, беа на орање, така? Ајде сега, ти ќе ги сучеш корите, а јас ќе го направам филот. Да. Со урда и јајце. Ево, во природа сме, имаме и оси, чели, што има се. Така. Ти ќе ми кажеш само колку урда да ставам и раскажувај ни се што правиш Околу таму. 250 грама. 250 Еве ставив грама. брашно Ајде да и видам моето почнуваме. око. Да, Дали е добра вага? Погледај. добро е, супер. А 400 грама е за кило брашно. кило брашно. Да. Така, ние тука имавме малку помалку од 1 килограм, затоа ќе ставиме помалку урда со едно Да, јајце. со едно јајце. Сега, ги сучеш, така? Да, ги сучам. Добро. И филот ти е готов. Да. А да ставам ја уште малку урда или доволно? Доволно. Доволно е, добро. Ако треба. Па ќе остане за рибица, ако не си. Добро. Ајде да видиме се, треба да ти го ослободам и тавчето. Тавчето. Еве ти го маслото. Значи од едната страна, како сукаш прво од средината Од кон средината кревите? и кон кревите Така. терам, да. Мора многу тенки да бидат овие Да, коли. тенки, да. Многу тенки. Кога ќе Да. дувнеш да Да, да. полета. Да. Ох, што ни убаво, па тука Многу ни е, местото, да. леле, Да. убаво место не можевме да одбереме Да. за вкусот на традицијата. Ни жубори, реката, ладовинка, за мерак. Додека другите во градовите се Да. Се малце ни е Се жешко овде, печат. ама важно дувка, ветро, супер е. супер е, одлично. Така. Колку време е потребно да се направи една рибица? За една До кора. печење. Ами, Еден до сат? печење? Не, Помалку, а? 20 минути до 30, тука некаде. О, браво.
Зависи колку кори ќе Така. правиме. А ние пошто од кило брашно, Значи, ова е рибицата посветена на зетот. на зето, прочка. за прочка, да. Што салтанати за зетот, море. Да. Што да правиме, мора. Традицијата. Значи, добро е да се биде Да, баба. баба, Да го пречека да се зето. го пречека зетот. Да. При крај веќе? Крај уште малце се ќе ставиме царевно брашно. Царевно брашно, значи Да, на за самиот крај да, се на става самиот крај. царевно брашно за да Да. не се Да се откине кората, така? За да се подисучи појќе. Аха, поише. Да. Така. Сега не знам и за брашното е многу битно, знаеш. Какво брашно препорачуваш ти кога месиш Јас за вакви обично рибици? земам она нула брашно што е. Не знам како да ти го Тип опишам. 400, Тип 400. 400. Тип 400. Значи сите кори на подеднакво ист начин се расукуваат и се подготвуваат. Да, и се подготвува. Кората е веќе исукана. Да. Сега ќе ставиме мрсно малку. Мрсно. Така. Значи се наросува со Да, со- зетинче. Да, и после ставаме изварката и ја диплиме. Ете, така повелиеви изварката. Сега, малце. Значи убаво да се намасти се намрсне, кората. да. Убаво да се намасти. А, чекај сега. Да. Сега, значи, објасни ми Ова- што правиш. Ова сега го правам за да се намрсни целата кора. Значи, диплиш. Да, диплам и ја како превртувам. диплиш? Да. Не до крај, него до Не, пола. да, така? до пола. А, така. Да. За секаде да влези маслото. Да, да влези маслото. А, ете, жив човек се учел Да, додека. додека е жив. Додека е жив, ви ова не го знаем. Дека така се правило. Добро. Еве ти е Е, сега ставаме изварката. изварката, ја ставаме. Добро. Така. Се со рака мора да биде. Аха. Значи, така изварка и Да. сега почнува Сега диплењето. да диплиме, да. Ајде да видиме. Еве вака, едната страна. Едната страна. Да. После И сега лаваме мрсно. пак мрсничко. Пак, да. А, така. Добро. Сега ставаме Сега другата страна. значи Да. диплиме. Да. Диплиме како бовча. како Кога бовче. диплиме. Така. Па пак мрсничко. Да, пак Тоа е мрсно многу ставаме. важно. Пак Да. мрсничко. Добро. И сега диплиме пак до пола. До пола. Не до пола, али до... Така. Е, така. Добро. И сега од другата страна Така. и ја преклопуваме. А, така. Да. Овдека мрсничко ќе Да, ќе ставаме ли? ставиме мрсно, да. Ајде. Ете така. Уште да ставам? Уште малце, може ли да не се залепи? Добро.
Со рака ќе си го Да, намачкате со рака, да. плехот. Значи ние два вакви плеха ќе направиме. Овде ќе има место за ова и уште една. Уш, Ајде. Сега да продолжиме, значи постапката е иста и со втората кора. Сега продолжуваме со втората кора. Така. Ја ќе ти наросувам брашно кога ќе кажеш, добро? Може. Да. Може сега? Може. Браво, Бешеки, ајде. И моја рака да фати нешто. Ајде. Дај еднаш да пробам и јас сега. Ако сакаш, може, ајде. Ајде, да видам дали сум добра како и ти во сукање. Сега од оваа страна, така? Малце поваму. А? Малце поваму, за да дојде тркалезна. Си знаела да сучиш, Адријана. Па и јас Тебе сум идува. и баба и баба, све. да, си, ама браво си. Ете така, ајде. Ајде, Значи браво и ја си. можам да правам Да. рибици. Кога ќе ми дојде зетот на прочка. Да. И колбаси ќе му И испржиш. колбаси зете ќе ти Да. испржам. И јајце и за дамка. И ја Ќе го врзиш дамка. на конче и за амкање. Јајцето. Ето ова кора некако и побрзо оди. Ами, појќе брашно и тури. Да. И постасано беше тестото. Да. Све си сака свое, еве, види Да, го одма. да, одма лета. На 2, на 3 летна кората. Да. Зато треба да постои. Да. Сега да истајме царевна. Не, уште малце. Уште малку? Да истераме од тие поголемо тестото, за да биде ѓузлемето. Така. Ништо Ништо се не. скина изгледа, Да. нешто може имаше на... Скинато е, да. Да. Малку се поткина, па да му ставам бакво сега. Уште малце. Ајде. И после ќе ја збираме. Уште еднаш. Ајде. Секако ќе терам уште еднаш. Ете, така. Добро. Ајде. Таман, затоа што шпоретот на дрва тука Да, ни и е ќе подготвен печиме. и таман ќе го печиме. Додека едната тура се испече, ние ќе ги направиме и другите две кори, Да. затоа што денеска имаме големо друштво, членовите на Мајка традиција од Прилепни се тука сите и имаме заеднички ручек денеска. А секако беа големи вредници и си направија и други работи за ручекот. Сега при крај кората можеме Ете, да ја така. намрсниме. Сега ќе ја намрсниме. И да, и Добро. О, што е Уште убава еднаш. кората. добро. Повели. Значи ја намастуваме со масло целата. Целата кора ја намрснуваме. Убаво да биде намастена. Убаво да биде намрснета. Да. Еве сега за да си влезе маслото на секаде. И ја Ака со превртам. рака да му направиш? Не Може, би? ама немаме четче, пошто немаме четче овде. Сме во природа, а вака се мрсне. Целата кора се намрсне. Сега ставаме изварка. Ајде. Можеш малце да. Браво, леле, едва и чекам да го пробам ова. Мераци. Ајде. Сега ја превртуваме. Ја диплиме, значи. Ја диплиме. И клаваме малце пак мрсно. Пошто тука не клаваме изварка, пошто има во средината. Добро. Нема потреба. Така. И сега, Еве, блекчето.
А овдека му ставаш масленце од озгора? Откако ќе биде готова. Пред печење. Добро. Да. Така. Да ја диплиме Мгм. и одавде вака. И сега на пола, уште еднаш сега, на пола. да. Значи ова печеме ако сме во домашни услови на колку степени Целзиусови, сега ќе печеме на дрва. На 200. На 200. степени Околу до... пола сата. Дај тавче. Еве ти го тавчето. Супер! Се гледаме со вас, драги гледачи, откако ќе ги испечеме овие рибици, а ние остануваме да ги направиме и другите, додека овие се печат. Се гледаме на трпезата. А вие направете ги рибиците. Убава причина за прочка да ги направите сите срекни. Но ова може секогаш и во секое време да се прави и да ви биде вкусен ручек, вечера, ужина за вашите најмили. Да. Така е. Почитувани гледачи, еве како е се убаво кога сме сите заедно. Сите го очекувавме овој момент да се собереме на трпезата, да си го поделиме јадењето. Велат дека тоа што се дели само се умножува. Така и со софрата. Повелете да видите какви се овие од шеки, корите, значи рибици, баш се како риби. Сега ќе ги пробаме. И сега од мојата десна страна сакам да ви ја представам мојата пријателка, исто така која што е член на Сдруженијето Мајка Традиција, тоа е Добрица Трајковска Безва, така, Безва, која што е мајка на Филип, на собственикот на овој прекрасен дом за стари лица Сувенир, кој што го отворија на 1 август, беше така? На 1 август и пред да ни кажеш збор 2, сакам, Добрица, го поздравам целиот медицински персонал што работи овде 24/7, срциња се, сите се срциња. Значи како не пречека, ептен добро и персоналот во кујната, со јадењата прекрасни. Па гледам убаво си гледат телевизија, се дружат супер, а и ти вака добро. И нас ми е посебно драго што сме домајчини на оваа убава емисија. Меракви беше и затоа не поканивте. Да. Така е, така е. До убавата Андријана, Мило Ти благодарам многу. Да. Јас уживам тука со вас во оваа природа, па овдека. Знаеш што, ви изгледа не таму од Прилип, затоа вака ти добро изгледаш често, може би си тука во овој крај, нели? Па не многу често, Не. бидејќи Сега им помагаш брзо е на децата? отворен, да, малку. Браво, браво. Супер, супер. Нека биде ова царството за старите лица, да си пробаме сега. Малку е додека ние го пробуваме ова, ти можеш да се ги поздравиш и гледачите наши, повели сега. Ова го измеси шекеринче. Ајде да пробаме од твоите. Значи, брава, ама внуката ти е срце. Да. Мила. Добра е Мила. Мила си го носи името, секоја чест. Многу убаво. Прекрасно. Да му се позлата рацете. Да се На позлатат членките рацете. од мајка. На мајка Шеки посебно. На мајка Шеки, така. Прекрасно. Многу убаво. Да сте ни здрави и живи и нека цвета домот Сувенир. На здравје. Мајко Шеки. На здравје на сите. На здравје.